Председавачот на Собранието Талат Џафери за денеска напладне го закажа продолжението на конститутивната собраниска седница на која треба повторно да биде избран за председател на Законодавниот дом. Како што информира од Собранието, седницата е закажана откако 62 пратеници доставиле предлог за избор на Џафери за председател. Во Собранието е колегата Градимир Марковски, ги следи случувањата таму. Го имаме во живо. Градо, кои се последните информации? Вчера не беше изгласан Џафери со оглед на превирањата во неговата матична партија Демократската унија за интеграција. Дали може би таму се смири топката и може ли денеска да се очекува избор на председател на Законодавниот дом? Така е, Бојана, 12 часот и 30 минути. Седницата на Собранието, продолжението на конститутивната седница од 4 август, на која што треба да се избере председател на Собранието, најавен Талат Џафери, и Комисијата за избор и именувања се уште не е започната. Се очекува во секој момент да започне и она што и ти го спомена во најавата, да бидат избрани староновиот председател на Собранието Талат Џафери, за кого 62 пратеници веќе доставија на иницијатива за избор на нов собраниски спикер, како и за избор на Собраниската комисија за избори и именувања. Во текот на вчерашниот ден првично беше најавена оваа седница, но не се одржа токму поради превирањата кои што ти ги спомена во Демократската унија за интеграција, бидејќи интегративците, односно коалиционите партнери во едната влада не го имаа потребното мнозинство од 61 подпис за избор на председател на собрание и Комисијата за избори и именувања. Знаеме, причина за превирањата во Демократската унија за интеграција се несогласувањата на дел од партиските ограници во Чаир и Сарај со именувањето на Бујар Османи и Артан Груби како вице-премиер за евроинтеграција и прв вице-премиер и министер за политички систем. И уште едно дополнување дека фактот што овие 62 подписи се гаранција некаква дека Талат Џафери и Комисијата за избор и именувања ќе бидат избрани во собранието, сепак се уште е несигурно дали истиот број на гласови ќе биде собран и за изгласувањето на владата во состав во која што веќе е познат, односно предложените министри од ДУИ, со оглед на оние несогласувања помеѓу неколкуте крила во ДУИ. Знаеме, се споменува денеска дека можеби и Изет Меджити би го зазел местото на Бујар Османи, кој би отпаднал од владиниот кабинет, додека Артан Груби е можно да се пресели од местото вице-премиер и министер за политички систем во Министерството за надворешни работи. Сепак сето ова се уште е во доменот на шпекулации. Остануваме во собранието да ја проследиме седницата најпрво денеска за избор на председател на собранието и Комисијата за избор и именувања, секако во деновите кои што предстојат и седницата за избор на влада. Бојана, ако имаш дополнителни прашања повеќе. Градо, не тргна глатко на оваа коалиција која ја договорија Ахмети и Заев уште од самиот старт со контрадикторности, но и некако тешко им оди договарањето, еве го гледаме и тоа во собранието. Ме интересира дали веќе се дојдени пратениците во Законодавниот дом со оглед на тоа што Димитар Апасиев од Левица имаше на социјалните медиуми информација дека доцна биле известени пратениците, па дека можеби тие што се од надвор од Скопје нема да можат да стигнат. Каква е атмосферата, дали има раздвиженост во собранието? Бојана, со оглед на ситуацијата со коронавирусот и новите протоколи, ние во собранието пристигнавме 10 на 15 минути пред ова вклучување. Она што можевме да го забележиме дека постои раздвиженост, дел од предложените и министри во новата влада кои што се во собраниските столчиња се уште успеавме да ги забележиме низ собраниските ходници, така да веројатно ако еве веќе половина час и повеќе доцне седницата, но мислам дека
ако не веднаш, туку подоцна секако би се одржала, барем она што го видовме дека има раздвиженост низ собраниските ходници, она што го спомена и ти, успеавме да забележиме и пратеници и од другите градови, може би имало некаков проблем со доцно известување, но останува да видиме кога во текот на денот 62 гласа ќе бидат подготвени за она што е ставено како продолжение на конститутивната седница. Останува да видиме дали ова ќе биде мачен собраниски ден. Ти благодарам за овој исцрпен извештај. Те очекувам во некој од наредните информативни прегради со нови информации од таму.